Ви благодарам. Почитувани граѓани, почитувани медиуми, денес ќе објавиме серија на информации кои отвараат сериозни сомнежи дека мега скандалот со корупцијата во ИПАРД фондовите води директно во врвот на власта. Повеќе од јасно е дека овој скандал не е изолиран случај, туку само ја потврдува системската корупција која ДПМН ја воспоставило во агенцијата. Тоа не е изненадување. Историјата не учи дека секогаш кога е ВМРО ДПМН е на власт, секој скандал или злоупотреба е со амин на раководството на партијата. Еве како се поврзани сите во скандалот од власта, зашто мора итно да има проширување на истрагата. Имено Илија Стоилев, додека ја вршел функцијата директор на Агенцијата за финансиска поддршка, бил и активен председател на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН во Свети Николе. Она што е интересно е дека Стоилев е близок пријател на Игор Миќев, викан Панкерот, кој пак е во кумска, односно кумашинска врска со премиерот Христијан Мицкоски. Од информациите кои ги добивме од свиркачи, вработени во Министерството за земјоделие, токму Панкерот, кумот на Христијан Мицкоски, се однесувал деспотски во Министерството, вршејќи притисоци врз вработените за распределба на средства за субвенции и за концесии. Од она што е доставено, почитувани до нас од овие свиркачи, токму кумот на Мицкоски се споменува како можен главен задолжен за сите криминални шеми и притисоци во Министерството. Затоа, според истите информации, тој е опфатен со истрагата. За ситуацијата да биде уште посериозна, кумата на Мицкоски и сопруга на Панкерот е вработена во Агенцијата за финансиска поддршка, откаде според информациите кои се доставени до нас, без нејзино одобрение, не се пуштала ниту една исплата на парите од ИПАРД програмите. Денес Христијан Мицкоски директно треба да одговори. Дали под истрага се и неговите кумашини Игор и Цветанка Миќеви? Дали имало провизии? И дали дел од провизиите завршувале кај него или во ВМРО ДПМН? Сада сама почитувани објавуваше изминатата година дека во агенцијата се случува буквално кражба, рекет и мито на секој чекор, но сега тоа се покажа и излезе на виделина. Дали оваа шема на испумпување пари била начин за финансирање на Мицкоски и на партијата? Понатаму, дали колку пари од субвенции се испрани или е побарано мито за да бидат исплатени? Дали кумот на Мицкоски бил човекот кој вршел рекет врз земјоделците преку негови луѓе во Агенцијата за финансиска поддршка? Почитувани, бараме истрагата за овој случај одма да биде проширена од страна на обвинителството. Бараме да се истражат сите други злоупотреби кои се случувале во агенцијата и во секторот земјоделие, за кои укажувавме дека е едно од најкорумпираните сектори откако ВМРО ДПМН дојде на власт. Во целиот скандал, јасно е дека земјоделците кои што инвестирале се најголемите жртви на партиските криминални шеми за ИПАРД 3 програмата. Ви благодарам.